Океј, здраво на сите и одиме со ново видео. Значи, последното видео на македонски беше криптовалути да или не. Денеска ќе се фокусираме криптовалути и како да направам пари. Како да правиме кешфлоу, како да направиме пари по различни начини. Гледајте го видео до крај, затоа што тука ќе ви објаснам за криптонодој, како за некој присел сега што влегувам, дури порачав еден прстен сега ќе видите. И најважното што јас го правам и најмногу се фокусираме yield farming. Така, сега, тука е како да бидиме market maker и нема да ја тупам цело време, одиме директно на главното. Први, голема благодарност до CryptoGamedžija, thank you very much. Исто голема благодарност и поздрави до сите оние кои што се во македонската група на Telegram. Самите линкови ќе ги оставам долу под самото видео, да се зачлените, ве молам. Исто така, ако имате некои прашања и ако сакате да ме прашате мене, ве молам, контактирајте ме на Telegram, одговарам на секој еден кој што ме контактирал. Досега се преку 85 луѓе во овие 10 на 15 дена. Океј, одиме понатаму. Денеска за жал еден член ми кажа дека бил хакиран. Значи бидете многу внимателни. Ако тој даваше ликвидити, нели? И кога ќе ставиш ликвидити, добиваш NFT. И добил онма некој скамер ти праќа, нели, лопов ти праќа некој лажен NFT и тој кликнал, нели, клейм таму. И му ги зеле сите пари. Значи, немој да кликате на нешто што не знаете, никој нема да ви спрати некој токен, никој нема да ви спрати NFT без пари, никој нема да ви спрати. Значи, просто игнорирајте се што е во вашиот wallet, кој што не го знаете. Значи, не го чепкајте, просто не го чепкајте. Океј, одиме понатаму. Сега. Значи, правам видео на македонски, ако ги сакате сите видеа, појдете на плейлист. Тука има плейлист за македонските видеа, тоа е некаде, ете тука, крипто на македонски јазик. Сега, гледайте, порачав еден прстен, зависи кога го гледате ова. И порачав еден прстен, ги сретнав, овој тим го сретнав во Сингапур, сега излегува со прстен, денеска го порачав, тоа јас го порачав малку порано, треба да ми стигне, се надевам, до нова година. Баш пуштив едно видео пред еден час, некаде од кога сега го снимам овој видео. Исто за 2 дена имаме топ видео со Антонио, гледајте го, таму ќе има доста интересни информации. Сега, друго нешто, значи правам, обидувам да најдам различни начини од каде да направам пасивен приход. Дали преку, порачување прстен, ќе го носиш, ќе ти дава некои токени, airdrops, нешто, колку ќе биде исплатлив, никој не знае. После одам на присел, овој Gems има прават Launchpad, ќе излегува многу јак присел, тука другата недела, на некаде 3 или 5, ќе траи неколку недели, ама првите 2 недели може да се добие доста добар попуст кој ќе влегуваш. Самиот токен што ќе биде за присел е апсолутно многу јак. Јас ќе имам и EMA со главниот од нивниот токен. Ќе излегува другата недела, вчера имав еден состанок, онлайн состанок, тука се сите. Значи ова е Launchpad само за private Launchpad, значи приватен Launchpad. Друго нешто, како прави? Нодови. Имам еден куп нодови. Значи сега ќе излегува еден нод некаде за 2 недели. Во декември излегуваат многу работи. Нодови, ќе излегува еден ROI DApp од ќе биде доста добар, интересен, тој ќе излегува исто на 5. Следете ме, гледајте и ве молам, само имајте во предвид дека не сум финансиски советник, се што правам тука е само мое приватно мислење. Значи, вашите пари, ваши проблеми. Така што ве молам, внимавајте кога инвестирате, тоа е крипто, може да направите многу пари или може да изгубите многу пари. Океј, сега што сакам да ви кажам, да, имам исто и майнер, имам еден майнер, Jasmine Miner се вика, Just Miner, за Ethereum Classic или Изилика или Окта Изилика и еве го ми прави по $3.80 на ден. Еве тука му 3.80, тука 3.70, тука 3.80, 3.86, значи горе-долу 3.80 на ден. Лифиум тоа е друго нешто. Ако некој сака иначе да го купи, го продавам, затоа што не можам, многу сум распрат на секаде, така што ако сака некој заинтересиран за Just Miner, имам добар майнер, можам, еве колку заработува, ќе се договориме за цена, контактирајте ме, може да преговараме. Ќе го дам на многу добра цена. Нов е, го користам 3 месеци нека. Океј. Едно прашање кој што го добивам нон-стоп е дали, нели, се исплаќа или не. Значи, јас вака играм картата.
Јас чувам во моето портфолио чувам значи еден дел каде што се за bull market портфолио, тоа го викам. Пример, имате 100.000 или таму 10 или и 100.000 долари, не знам, секој различно. Еве примерно имате 10.000 долари вложено во крипто, така. Сега, чувате од нив, тоа е од вас зависи самите, вие си чувате примерно 70% во различни токени и 20 или 30% од вашето портфолио го играте во DeFi портфолио, како се до сега што кажав, да направите пасивен приход. Целта е да имате daily cash flow, значи да имате daily passive income. Значи вие ако немате пари, ако немате прилив на пари од никаде, нема како да купите токен, нема како да направите. Да, кога самиот маркет ќе експлодира нагоре, нормално вашето bull market портфолио ќе биде доста во подобра ситуација отколку yield farming портфолио, но во меѓувреме дур маркетот оди горе или долу, или маркетот паѓа надолу, вие со yield farming може да го усовршите толку многу што да земате non-stop cash flow, значи да имате прилив на пари без разлика дали маркетот оди горе или без разлика дали маркетот оди долу. Ако играте со добри парови на корелација, затоа што non-stop има фи. Значи колку маркетот е поактивен, значи кога маркетот паѓа надолу, што се случува? Има повеќе трейдинг волумен. Значи повеќе фи за нас. Кога маркетот оди нагоре, што се случува? Има повеќе трейдинг волумен. Значи има повеќе фи за нас, така? Само ако појдете на DeFi Llama и појдете на Chainz, тоа е апсолутно феноменална веб страна за ресерч и сите тие работи. Само на Ethereum Chain 24 часа имаме фи од 6.8 милиони долари. На Solana имаме физ од 6.8 милиони долари за 24 часа. Замислете, на BSC Chain имаме 630.000 долари. На Base Chain имаме нема цена, но горе-долу околу исто тука е околу нешто со BSC Chain. На Sui исто нема, но истото слично е горе-долу колку со BNB Chain. Ете, тоа што сакам да ви кажам, значи ние заработуваме дел од овие fees тука што се заработуваат на секој дневно ниво. Ете, тоа е кога давате liquidity, кога сте market maker, значи ние земаме пари од тие фи. Одиме да видиме на топ пулови денеска. Сега, одиме сега да видиме како се заработуваат пари и на кој chain денеска ќе го разгледаме за yield farming на BNB chain, затоа што фи тука не е многу скап за да создадеш liquidity, поскап е од Solana и од Base chain, ама има многу добри оние blue chip токени. Сега, што се случува? Значи, накратко за тој кој што не знаат што е тоа yield farming, значи ние даваме liquidity, ние сме market makers и земаме процент од овие фи. И, значи, тие се заработуваат кога некој значи има пул и кога некој ќе купи или ќе продаде токен, тој мора да плати фи. И сега тие фи тука, еве видите, може да видите за 24 часа, примерно во Cake USDT, купување и продавање на Cake, нели, на тој данок тука тие што плаќаат, тука е 32.000.6, јас ќе кажувам фи заради тоа што ми е полесно, сум навикнат. Значи тие пари тука се разделени помеѓу сите нас кои што даваме тука liquidity. Значи ако нема liquidity, не може да се направи никаков трейдинг тука. Сега, тука гледате за 24 часа колку повеќе има трейдинг волумен за 24 часа, толку повеќе има фи, толку повеќе ние добиваме. Така колку пари може стварно да добиеме со тоа и дали навистина се исплаќа, тоа е целото прашање. Има многу членови кои што веќе се тука со месеци. И може да ги прашате нив, може да напишат ако ме слушаат долу под самото видео. И стварно е исплатливо, но на подолг временски период. Ако играте со мим токени, сите тие работи може да е на пократок период, но тоа е доста ризично. Денеска ќе ви објаснам каде што е помалку ризично и одиме со blue chip токени. Сега многу интересно, многу луѓе ме прашаат каде јас можам да научам, каде да почнам со yield farming. Каде може да почнете? Може да почнете во Crypto Lab Research, одите тука, зачленете се тука е бесплатен, имате цел бесплатен курс за како да започнете со Crypto Yield Farming. Иначе ако се зачлените веќе финансиски со пари, имате ќе добиете $50 назад вториот месец. Иначе кошта 80-90 на месец, нешто така до 100, тука некаде беше. Иначе кажете CryptoFill ви испрати, заради тоа што јас ќе добијам нешто назад и вие ќе добиете околу $50 втори месец. Самата алатка која што јас ја користам се вика Crystal, линк ќе оставам долу под самото видео. Сега ајде да видиме примерно еве тука имате USDT со Ethereum, ова е на Binance, на BNB chain или на Binance chain. Кликате тука и сега гледате, примерно има 3.9 милиони, но 21 милион имаме тука, значи внимавајте се, тука не е нешто во ред. Значи во овој пул има 21 милион, тука трейдинг волумен за 24 часа, значи тоа е многу добро. Јас не би препорачал сега со стейбл да одиме заради тоа што јас очекувам дека цената ќе оди нагоре, но еве во овој случај да видиме колку би заработили. Ако ние викаме дека цената помеѓу на Ethereum ќе се движи сега во моментот 3560. И ако викам дека цената на Ethereum ќе се движи помеѓу, се ставате тука рендж вие, нели?
самите ставате рейндж поради при која цена, при сами, нели, обсек, на која цена ќе се движи. И вие викате дека ако цената се движи помеѓу 2900 и помеѓу 4500 долари, цело време вие ќе добивате фи или горе-долу 63%, чека да го истам лице во мој сигурно ќе ви пречи. Ево, лице во мој го истеп скоро. Значи вие ќе добивате тука 63% на годишно ниво. Разбирате? Сега викате тоа не е многу. Да, но тука, но тоа е 63%. Сега ако сакате, тоа е значи со Ethereum. Ако сакате да се малку поризични, одите помеѓу, ако цената се движи, викате дека помеѓу 3000 и дека јас викаш мислам нема да падне помеѓу 3100 до 4100, тоа е сепак добар рейндж, од околу 10% долу 16% горе, вие одма добивате 92% на годишно ниво. Океј, значи тоа е со Ethereum, чека да видам се гледа. Да, супер. Тоа е со Ethereum со USDT. Сега, значи зависи колку има трейдинг волумен, толку фи вие ќе добивате. Ако има повеќе трейдинг волумен, ќе добивате повеќе. Сега ајде да видиме FED со BNB. Ете, тоа е веќе интересно. Евете blue chip токен. FED со BNB, избираме пул, примерно тој добар пул го избираме или тој. Значи јас ќе го изберам тој, да видиме каде што има повеќе фи, има исто фи, два пула, NU е 0.25, NU е 1%. Тоа што значи тоа дека 0.25% плаќаш кога ќе размениш фи за BNB, а тука плаќаш 1% фи кога ќе смениш. Значи, кликаме тука и да видиме колку пари ние би заработиле. Волумен мора да е исто или повеќе од трейдинг волумен. Значи тоа е од total value lock, тоа е многу битно. Имајте тоа во пред. Сега вие ако викате дека јас мислам дека FED со BNB дека би се движел во иста цена горе-долу, вие ќе добивате од 270% APR. Рейндж е 12% горе, 10% долу. Сега тука можете да појдете на Deck Screener и комота да напишете FED со BNB. И че ствари, ако сакате да го најдете пулот, извинете, може да појдете, кликни тука, копи адрес од самиот пул, појдете на Deck Screen, копи, paste и сега ќе видите самиот пул. Ево, ете го самиот пул. Ете гледате колку е лесно. Значи треба research да се прави. И сега одите тука на BNB, одите тука на 4 часа, добро, правилно, и ајде да видиме. Сега, ајде сега да направиме малку техничка анализа. Не сум перфектен, но ајде горе-долу. Гледайте се. Надолу се движи до 0 точка горе-долу, тука имаме некој спорт од околу 0.02 и тука горе имаме од 0.028. Така, значи тоа е од, значи во тој рейндж, ако еве ставиме една црта, тоа е од 26 август тука, еве да видиме од 18 септември, така од 18 септември. Значи тоа било високо ниво, а тука би имале еден многу добар супорт, еве би ставиле горе-долу тука 0.02. Али јас и би клал можеби и тука некаде добар супорт. Еве го на 0.025. Се враќате назад и викате добро. Еве го. И уствари ние тој сме го поставиле 0.020 до 0.025. Значи во тој рейндж ако се движи, точно во тој рейндж, еве, во овој рейндж овде, ние би добивале феноменални 270% APR. Рачунете дека тоа се менува, некојше 60%, некојше 550, некојше 120, некојше сега е 270% APR. Значи тоа е на годишно ниво. Значи тоа е феноменално на FED и BNB. Ако двата се движа исто во цена нагоре, нели, ако се движа заедно во цена нагоре, нели, тогаш вие ќе имате M профит на самите токени, M профит цело време дур се внатре во самиот пул. Ајде сега да појдеме на некој друг. Ајде сега да го видиме. Јас сега баш ќе ви покажам на XRP. Значи имаме на XRP. XRP или Ripple, нели? Старо Ripple. Одиме сега, еве го, пулот кој што го сакаме, сошто имаме 870 трейдинг волумен, тука имаме 270. Price valuation значи не е многу, а тука имаме 1.3, значи тие два не се лоши. Јас би го избрал тој. Сега одиме тука и гледате колку би зеле. Ако ние мислиме дека Ripple, нели XRP дека ќе оди нагоре. Ако мислите дека Ripple ќе оди нагоре, тогаш вие треба да знаете дека Ripple треба да имате повеќе отколку USDT. Ова е со USDT. За тоа толку плаќам. Извинете, одам назад, нечам со USDT јас. BNB, да, тоа е тоа. А имате и со Ethereum. Еве, гледайте се. Со BNB. Ако мислите дека XRP ќе направи outperformance, нели? Ќе го ќе појде повисоко од цена со BNB, тогаш вие треба да имате XRP повеќе. Значи ова треба да го смениме нагоре. Тука внимавајте кога ќе давате ликвидити. Зошто? Затоа што ако јас мислам дека XRP ќе направи outperforming, нели, на BNB, јас мислам тогаш како што оди нагоре цената на XRP, тогаш купува BNB, продава XRP и купува BNB и обратно. Сега, ако јас мислам дека тука ќе оди, примерно XRP, еве му давам ајде горе до 25%, и дека нема да падне повеќе од 13%, но тоа е заедно со BNB, значи ако XRP падне 10% и ако BNB падне 10%, значи вие сте пак минус 13%. Значи тука вие ќе земате 172% APR, значи на овој рейндж, а тоа е доста добар рейндж. Ако сакате да гледате колку може да колку повеќе, нели, narrow или тесен рейндж му правите, толку повеќе земате. Гледате се тука. Ако вие кажете дека тој ќе е помеѓу 10 и 12%, нели, горе-долу, вие ќе земате 273% APR. Сега да ви покажам еден мој пул. Еве сега гледайте.
Тоа е мојата позиција со XRP со BNB. Така, гледајте, јас сум тука на исто Crystal го корисам точно пред 6 дена. И гледајте, тука сум инвестирал $1,1136. Така, еве точно колку сум инвестирал. Тоа е точно пред 6 дена. А од кога го правам тоа видео. За 6 дена за тие пари, значи од 1136, значи 1140, тука сум ставил 1140, се надевам дека може да видите. Сега имам 1190 во ликвидити плюс 80 имам во фи. Значи јас сум зел $80 за 5-6 дена само затоа што сум дал ликвидити. Сега во моментов тоа ми плаќа 382% APR. Така. И еве може да видите колку имам. Сега сум пола курент, значи 49% XRP, 50% BNB. Тоа е перфектно на средина. Еве, значи тоа е личен пример од мен. Еве, unclaim си 100 и може да ги земите кога сакате, може да си извадите ликвидити кога сакате, значи тука нема никаков проблем. Ето. Сега, тоа е со XRP. Друго нешто кој што јас во моментов исто многу добро ми одговара е Injective со BNB. Ова е феноменално во последниве за мене неколку месеци, иако многу малку е фи, мислам дека јас заработувам доста добро тоа. Сега, дали бев на, тоа е само PancakeSwap, тука на сите платформи, јас мислам дека бев на Uniswap. Ете тука сум јас, тука сум, на овој пул. Гледайте се, ова е феноменален пул, да знаете. Иако сум речиси out of range на горе на врво на range сум, гледайте колку интересно. Тоа е на Uniswap. Значи тука само ги поврзувате нели вашиот wallet, користите Rabi, користите Ledger или нешто и почнувате да играете со помалку пари за да видите како се игра. Значи гледајте луѓе, Injective со BNB, ако ставите ликвидити, што тие многу добро се во корелација, сега Injective појде нагоре, ако мислите Injective ќе оди уште нагоре, ставате нели дека ќе оди 20% нагоре, дека ќе падне 8% надолу, примерно. Веќе имате 220% APR, што тоа не е ич лошо. Ако малку поставите потесен рендж, нели, обсек веќе земате 260%. Јас земам средно во последниве 2 месеци од околу 150, 130, 150% APR. Константно 0,4-0,5% на ден за Injective со BNB. Значи тоа е топ работа. Уште ли треба да видиме колку време, 16 минути, зошто и да не. Ајде сега одиме со друг пул. Кој друг пул? Ајде да видиме линк. Дали има. Линк. BNB со линк. Да видиме 2700 во фи. Феноменално. Линк е blue chip. Значи појдете. Кейк со не, јас сакам BNB со линк. Да видиме 1 милион трейдинг волумен. Топ 800.000 заклучени. Фи 2500 на ден. Одиме тука и ставаме. Гледате колку е линк. Јас немам линк, но мислам дека на овој треба да оставам. Јас мислам според мене линк ќе оди нагоре. Значи треба да е ова наваму. Значи внимавајте дали е BNB со линк или линк со BNB, има многу голема разлика. Значи ставате дека вие линк ќе оди нагоре, кој што мислите тој токен ќе оди нагоре побрзо од другиот токен, во него треба да имате повеќе. И гледај, ако мислам дека линк ќе направи outperforming на BNB, ви и 20% нагоре, што е доста добро, и 13 надолу, вие ќе земате 170% APR. Ако го направите малку потесен, линк, нели, чекај, ги измешав. Линк, еве го, ако мислите дека, пример, ако сакате потесно да играте, ако мислите дека ќе се држи горе-долу во тој рендж од 25% горе-долу, вие ќе земате 250% APR. Значи, денеска ви кажав, ете еден куп Blue Chip токен. Дај да видиме друг кој има. Кој има друг? DOT. Одиме на DOT со BTC имате, што не е лошо, ама не е баш многу добро. DOT со BNB. DOT со BNB излегува како најдобар пул тука. DOT со BNB имаме, дај да видиме. Јас мислам дека DOT со BNB горе-долу се движа слично, дека DOT ќе направи outperformance на BNB. И сега јас мислам дека DOT ќе оди малку понагоре, горе-долу тука некаде со тука тој рендж 10, еве го 9-10 со 15. Горе-долу APR 164. Денеска не заборавајте, нови ден колку снимам видеото, маркетот не е нешто лут, туку е горе-долу смирен. Океј, ета, се надевам дека научивте доста. Ако имате прашање, напишете ми долу под самото видео за се што сакате. Ете ви најдов едно 5-6 различни Blue Chip пулови на BNB Chain. Ете така, одите Add Liquidity, поврзувате, ставате zip таму правите и ставате. Немој да одите многу narrow, многу тесен рендж, заради тоа што ќе излезете многу брзо од рендж и ќе имате проблеми од impermanent loss, и треба ребаланс да правите цело време.